поттикнати од иницијативи, пријави од наши сограѓани кои што се повеќе имаат замерка за некои сегменти од безбедноста во нашиот град. Секако сме длабоко загрижени за некои појави и се обидовме заеднички да најдеме некое решение кое што можеме да го најдеме со цел да се подобри безбедноста во нашиот град и секако да се одржи добриот углед на нашата општина. Неколку проблематики разгледавме, пред се од областа на безбедноста во сообраќајот, узурпирање на тротоарите, на јавните површини од наши сограѓани кои што недозволено се паркираат по тротоарите, по зелените површини, ги узурпираат тротоарите, пешачките зони и мислам еден од проблемите е тоа движење на нерегистрирани возила, стари возила кои што не соодветствуваат на одредени норми кои што треба да ги задоволуваат, движење на запрежни возила, продажба на земјоделски производи на места кои што не се определени за таа работа, преголемата бучева во ноќните часови без соодветна дозвола за таа работа, со надминување на одредените прописи законски кои што одредуваат до кој степен може таа бучева да биде. Тие се во главном некои проблематики кои што заеднички ги разгледавме и заклучивме дека со една заедничка координирана акција на сите субјекти кои што можат да придонесат за подобрување на безбедноста, квалитетот на живот и мирот и спокојот на нашите сограѓани, одлучивме и заклучивме дека многу можеме да придонесеме. Секако секој од нас треба да си ја преземе делот од одговорноста согласно законските прописи, ингеренциите и така координирано и заеднички мислам дека единствено можеме да бидеме успешни. И се разбира она што секогаш го потенцирам, најглавниот чинител во оваа цела наша заложба се секако граѓаните, сите ние, поддршка на граѓаните кои што се загрижени за доброто на оваа општина, да дадат поддршка во овие акции, да ги поздрават овие акции, да ги поддржат овие акции, така да можеме полесно да се справиме со оние граѓани кои што не внимаваат многу на овие компоненти кои што чинат една општина да биде поквалитетно место за живење. Јас мислам дека тука најдовме заеднички јазик, согледавме и ние некои сегменти од кои ги тангираат секторот за внатрешни работи, нивните заложби, нивните реакции, заклучивме дека навистина тие често се присутни на терен, меѓутоа веројатно целиот наш амбиент во оваа наша општина бара и не притиска и не приморува и не обврзува да бидеме уште поагилни во тој сегмент и јас мислам дека мораме нешто да направиме бидејќи навистина граѓаните реагираат, барем оние кои што се навистина загрижени за доброто на оваа општина. Заклучивме и видовме податоци кои што началникот и неговата екипа ги презентираа пред мене и пред нашата екипа, дека навистина бројчено имаат доста интервенирано, дека имаат постапено согласно нивните ингеренции, навистина не се пасивни, се уверивме во тоа, бројките еве може и представникот од секторот дополнително ќе ви ги поконкретно каже колку се. Меѓутоа и покрај тие реакции сепак очигледно дека мораме уште повеќе да бидеме присутни на терен, односно тие субјекти кои што мораат да бидат и дека повеќе кратните предупредувања очигледно кај некои субјекти не даваат плод и веројатно ќе мора да поригорозно да се оди на оние мерки кои што никој не ги посакува, меѓутоа затоа се измислени законски санкции кои што на некој начин и превентивно ќе делуваат кон другите сограѓани, бидејќи ги ставаме во една неравноправна положба нашите сограѓани, ако дозволиме некои наши сограѓани да имаат некои бенефиции кои што ги надминуваат рамките на законот, а некои други да трпат последици од таква неизина дејност на овие луѓе. Значи, мораме да внимаваме на чувствата и потребите на сите наши граѓани
и мораме да ги заштитиме мирот, способноста за работоспособност на редниот ден на луѓето, да обезбедиме мирен, спокоен сон, одмор, кој што ќе овозможи тие да можат и да функционираат поправилно. Заклучивме дека екипираноста на овој сектор во наредниот период треба да се подобри. Во тој правец веќе има некои одредени процедури кои што се во тек и мислам дека и капацитетот на овие наши субјекти ќе се подигне на едно повисоко ниво, а ние ќе инсистираме нивна присутност, односно заеднички ќе се договараме за да може навистина да постигнеме некој ефект во тој правец.